Пожарот кој избувна вчера ја зафатил куќата на 7-членото семејство Хелдовиќ од ромската населба Средорек. Во пожарот нема повредени, но е причинета голема материјална штета. Целосно е оштетена една од двете соби во кои живее ова семејство. 32 годишниот Суат раскажува дека е уништена покуќнината која сиот живот ја создавал. Брзата интервенција на соседите, но и противпожарната единица не дозволила огнената стихија да ги зафати останатите домови кои се наоѓаат во непосредна близина на куќата на Хелдовиќ. Дете стана околу 6 сато сабале и викаме диза, тато вика нешто и изгоре. Ја да отварам врата, пошто ја спија во това соба, он е отука кад отвори вратата, што да гледаш, оно дим унутра не се улаза. Среќа комшијете дојдоа другари од река, од чешме и од онаја чешма почнавме да ја гасиме, не дозволивме да иде навам. Пошто ако и се фатеше навам и куќата и комшија, свеќе изгорев. Синот ми беше, он има 15 години, сега моментално со кај мајка ми доле, пошто травма има и детето, нели, потресено, нормално, јас сум возрастен, па потресен сам. Како што гледате, во тешка ситуација сум, сви изгорено и молам сите граѓани така, кој како што може да помага по нешто и јас сум захвален тоа. Значи, стварно немам од кај. Од еден социјално живим, 7 члена сме куќа. Не знам, стварно не знам што да кажам, пошто сам од вчера потресен многу и Хуманитарната организација Крепос е првата организација која веднаш штом слушна за пожарот донираше пакети со прехранбени производи за семејството Хелдовиќ. Упати апел до сите хумани граѓани кои што сакаат да помогнат, Суа да застане на своји нозе да донираат. Целата покуќнина која што имал во домот му е изгорена, а тој самиот како што вели нема средства да ги купи, бидејќи живее само од социјална помош од 3000 денари. Се работи за 7-члено семејство Хелдовиќ со мали дечиња, значи кои што едва спаселе жива глава и ги изгубиле своите и најмили предмети и работи и останале и без покуќнината, без залиштата, без спомените сликите и фотографиите од детствата. Како и секогаш, нашата хуманитарна организација излезе во пресрет. Веднаш дојде на лице место, поразговараше со нивниот родител, тука се обидовме да му најдеме најлесен начин да може да ја преброди оваа трагедија. Дониравме пакет производи во храна и други потребни средства во овие најтешки мигови што треба да биде. И упатуваме најголем апел до сите хумани граѓани на Куманово и поголеми фирми да им излеземе во пресрет за да го обноват овој дом. Крепос освен за семејството Хелдовиќ обезбеди и 10 други пакети за лицата кои што се социјално загрозени. Во наредните неколку дена планирано е на 11 дополнителни акции се додели помош во пакети местни производи за лицата кои не можат да се обезбедат сами средства за материјална и животна екзистенција.